Господине Заев, го добивате мандатот врз основа на известување до председателот дека сте во преговори за формирање на мнозинство. Имате ли 61 пратеник веќе зад себе или поголема бројка, како што велите, за стабилно мнозинство за 4 годишен мандат? Дуи кажа дека владин договор со вас се уште нема, продолжуваат разговорите. Така е, за да биде појасно за граѓаните, а секако тоа е вашата обврска како медиуми. Уште еднаш подсетувам дека покрај уставната одредба дека во рок од 10 дена од конституирање на парламентот, а тоа е верификацијата на мандатите на пратениците, председателот на државата го доделува мандатот. Постои втора уставна одредба која што вели од доделувањето на мандатот во рок од 20 дена треба да се направи обид за формирање на влада. Токму тие 20 дена се нашиот мегдан да успееме да формираме влада, а со тоа да обезбедиме и парламентарно мнозинство, најмалку од 61 пратеник. Секако за стабилна влада тоа значи секоја бројка повеќе која што ќе поддржи програма, кадри, кандидати би била сериозна, голема гаранција за стабилноста на владата. Нашата амбиција 4 години, затоа што очекуваме дека после НАТО членството, почеток на преговорите со Европската Унија, важно е за делегацијата и сите професионалци од Европската Унија со кои што ќе преговараме, да знаат дека имат предвидливост 4 години, но пред се и над се е важно за домашната економија, за деловниот сектор, за граѓаните, да знаат дека имаме предвидливост за 4 години. Тоа ќе не стави во состојба како држава да имаме само едни избори, тоа се 2021 локалните избори, 22 и 23 немаме избори, одличен мегдан за работа. Реално и 2024 година се и председателските и парламентарните избори. Повелете. Мефел Исмаили, Алсат телевизија. Господин Заев, исто има сепак најави дека денеска ќе имате средба и пак со господинот Ахмети. Дали е тоа точно или од тоа што се случи вчера или што најавија сите медиуми, дека ќе продолжите сега да преговарате и со Алијанса и Алтернатива? Мислам дека граѓаните заслужуваат да знаат со кого и што точно се преговара во момент. Добро еве вака. Јас ја разбирам целосно вашата работа, тоа ви е работата, тоа живеете, ама тоа ви е врската пред граѓаните кои што ве следат преку медиумите, ве гледат, ве читат и така натаму и така натаму. Но истовремено се обидуваме да ги дадеме сите можни информации, се до онаму докаде што нема да нарушиме било какви перспективи на успешен преговарачки процес. И затоа ќе кажам, денеска имам средба со председателот на ДУИ, господинот Али Ахмети. Ние продолжуваме разговорите. Имаме навистина успех во многу аспекти, но имаме се уште прашања кои што не ни се затворени, а се поприлично сериозни прашања. За деталите на прашањата не би разговарал заради тоа што ќе стане медиумски преговарачкиот процес и нема да биде од помош, но веднаш штом ќе направиме успех и исчекор, тоа ќе го соопштиме. Секако се надевам на успех заради тоа што граѓаните не определија, ни дадоа насоки кој со кој да преговара и редот треба да се испочитува. Демократијата, граѓаните кажуваат кој со кој треба да седне, прво да ги направи сите можни напори, но како што реков, опциите постојат. На крајот на денот, нашата земја, Република Северна Македонија, треба да има влада, час поскоро, секако, за да може да се зафати со предизвиците од пандемијата, но и со сите домашни предизвици, па и меѓународни, мислам на преговарачкиот процес со Европската Унија, Берлинскиот процес кој што следува и така натаму. Душица Мрѓа, телевизија 24. Господин Заев, во обраќањето рековте ќе водам влада која што нема да биде обремината со национализми и со етнички барања, тогаш како преку клучното барање на потенцијалниот коалицијски партнер, односно лидерот на ДУИ со кој што преговарате за премиер Албанец, од кој што ДУИ вели не се откажува? Сите партии со кои што се видовме се согласуваат да зборуваме за граѓаните. Да, за еднаквоста и во правата и во врските, и јакнење на таа еднаквост, грижата за сочувување на таа еднаквост и слично, но зборуваме за граѓаните. И од еден таков аспект, секој пат е отворено и можно да зборуваме за граѓаните како потенцијални кандидати за било која позиција во државата, согласно аргументите на нивните успеси, на вродената или вградената перцепција кај граѓаните дека ќе бидат посветени за тоа што го се нуда да водат самата функција, дека навистина се добри кандидати кои што заслужуваат
своја досегашна афирмација и така натаму и така натаму. Во делокругот на сите тие разговори ги гледаме сите тие аргументи и јас верувам низ делокругот на едно општество за сите, на еднаквоста во државата ќе ги знајдеме решенијата. Не зборувам само за тоа што е присутно и во јавноста за председател на влада, зборувам и за министрите, замениците министри, носителите на другите одговорни функции во државата и така натаму и така натаму. И верувам дека евентуалното решение кое ќе го изнајдеме ќе биде препознаено дека е заради еднаквоста на граѓаните во државата. Албрим Ходжа, Ин7. Господине Заев, дали овој пат сепак води до коалиција, до ваша коалиција со тие кои некогаш во 2015-2016 година ги нарекувавте криминалци, а сега во последните избори дека време е тие да одат во опозиција? Еве вака, честните политичари зборуваат тоа што искрено мислат и го споделуваат со граѓаните. Во демократијата на крајот граѓаните одлучуваат. Ние сме должни во делот на таа кампања и пред кампања да ги споделиме сите наши очекувања, наши планови, наши ветувања, нашите перцепции, нашите ставови кои што ги имаме и на крајот на сето тоа што ќе го слушнат граѓаните, што го знаат, што го перципираат, носат одлука. Тие донесоа одлука да и дадат чест и одговорност на коалицијата Можеме со 46 мандати, на ДУИ да дадат 15 мандати, на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија 44 мандати, на коалицијата Алијанса за албанците, на албанците и алтернатива 12 мандати и така натаму. ДПА 1 мандат, Левица 2 мандати, тоа е нашиот пратенички состав и тоа е светост во демократијата. Граѓаните одлучиле и дале своја определба. На крајот, реков, политичарите треба да се приклонат, да се поклонат пред волјата на граѓаните, да направат се да испочитуваат таа волја. При тоа е добро ако постојат и друг пат алтернативи, заради тоа што некогаш е можно и да не се изнајдат решенијата. Така да, јас верувам дека денеска, утре, задутре, следните денови ќе направиме исчекор, ако се водиме од перцепцијата што тоа граѓаните ни кажале на нас политичарите и не упатиле да разговараме. Еве гледате, Социјалдемократскиот сојуз, кој што е една од доминантните теми како заложби во изборите беше ДУИ во опозиција, сега преговара со ДУИ. Така да и ДУИ треба да знае дека мора да биде флексибилна, заради тоа што граѓаните определија најмногу мандати да дадат на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ и Зоран Заев. Во такви едни околности, честно и транспарентно зборуваме, мора да се изнајдат конечните решенија, но секако да не води интересот на граѓаните, нивната определба и насоките кои што ни ги дале. Јас верувам дека постојат опции секакви за договарање, се зависно од флексибилноста, но црвените линии секој пат мора да ни бидат интересите на граѓаните и нивните очекувања. Сонја Николовска, ТВ Телма. Господине Заев, доколку не му се родеше внуче на господинот Талат Џафери, попладневок имаше собрајниска седница за избор на председател. Дали продолжението на седницата беше во договор со СДСМ и уште едно или нешто на Талат Џафери самостојно му текна да закаже продолжение и уште едно подпрашање, рековте се спремате за влада која ќе владее 4 години. Дали вие лично се спремате 4 години да бидете премиер на таа влада? Еве второто прашање. Да, јас денеска го добивам мандатот и се спремам да бидам премиер на оваа влада 4 години, цел мандат, 4 годишен мандат, но секако една од темите на преговорите и таа е реалноста и тоа го знаат граѓаните. Се работи за два големи политички субјекти, коалицијата Можеме и ДУИ како политичка партија и овде секако разговорите се отворени, но јас се спремам и сум подготвен целосно да ја прифатам и честа и одговорноста заради тоа што сум многу среќен после сите овие големи одлуки кои што ги донесовме на надворешен план, но и на домашен план. Добив чест и одговорност како победник на овие избори, предводник на победничката коалиција, да испратам пораката до политичарите од регионот, па од Европа и од светот, дека не е точно дека политичарите кои што носат храбри, мудри, исправни одлуки за својот народ, дека голема е известноста дека заминуваат во политичка историја. Не. Еве, овој пат се докаже дека граѓаните знаат да наградат храбри, одговорни, исправни одлуки за својот народ, колку и да биле тие тешки. Кај нас беа поприлично тешки, некои беа отворени скоро 30 години. Во едни такви околности верувам дека разумноста, одговорноста и чувството на
на чест која што е дадена и пред се желбата да се биде сервис, да се биде одговорен пред граѓаните, нешто кое што не води, но секако еве во моментот тоа треба да го разберат партнерите потенцијални и секако и граѓаните да го видат и да го осетат буквално во добро на својот економски стандард и така натаму. Прво, за одговорот во првото прашање би сакал прво уште еднаш да му честитам на господинот Талат Џафери, поранешен председател на собранието, сега председавач на собранието, внук, да е жив и здрав, оти на вистина децата и внуците и семејството се вистинските вредности, за кои што вреди и се радуваме и да бидеме стрекни и понатаму. Сето друго што го работиме милливо, менливо и отворено пред нас, но треба да обстоиме на тоа. Како пратеник, актуелен во собранието, чиј мандат е верифициран, не добив јас покана за седница на собранието денеска, а не добија ниту било кој од пратениците, 120 во македонскиот парламент, туку имаше соопштено најава за подготовка на евентуална седница. Веројатно во консултации, пред се верувам со стручни луѓе и слично, на крајот е донесена одлуката да не се одржи таква седница, но слушнавте вие новинарите, слушнавме и ние политичарите дека службите има добиена инструкција да бидат подготвени за евентуална седница која ќе се одржува денеска. Но еве до сега не е закажена таква седница и јас верувам дека нема да има таква седница, заради тоа што сепак преговорите продолжуваат и верувам дека ќе се исполни тоа. Мој личен коментар за таа дебата која што има во јавноста би дал. Таму председателот, односно председавачот на парламентот Талат Џафери има своје тврдење дека во рок од 3 дена од доделување на мандатот, председателот на собранието треба да ги извести пратениците. Пратениците денеска ќе знаат сите преку вас медиумите дека мандатот е доделен, а ако има председател тој го известува. Ако нема председател, не гледам дека таа одредба и нејзино неспроведување во деловникот кое што постои, дека е нешто кое што е би рекол лошо ако не биде спроведена. Не постои председател на собранието во моментот и тој не може да ја спроведе одредбата, а тоа да ги информира пратениците дека Зоран Заев добил мандат од председателот Пендаровски. Така да денеска преку медиумите ќе се информират. Тој својата деловничка обврска веројатно сака да ја заврши со тоа што имал намера тоа да го најави, но дефинитивно 20 дена предвидени во уставот од доделувањето на мандатот за формирање на влада само по себе кажува дека има шанса мандаторот 20 дена за да се обиде да формира влада. Дали има се уште прашање? Матеја Петровски, Алфа телевизија. Господине Заев, во јавност има спекулации дека ДУИ бараат премиер албанец во првата година од владата. Дали сте спремни да прифатите вакво барање? Јас реков за деталите од преговорите, не би коментирал за да дадам шанса да успее преговорачкиот процес. Не би сакал да дадам денеска и директно коментар за ваквото прашање. Сакам да дадам шанса да преговараме до крај, за да го изнајдеме решението. Веднаш штом ќе најдеме решение за сите прашања кои што се уште не се затворени, а се обврска пред граѓаните, пред уставот, пред парламентот, но и секако се обврска на следна влада, веднаш ќе бидат соопштени за вас медиумите и преку вас до граѓаните. Милош Милошевски, Инфомакс. Господин Заев, што ќе се случи ако за 20 дена не успеете да формирате влада? Дали можеби ќе го вратите мандатот, дали се во опција нови избори? Имавме ние ситуација во 2016 и 2017 година, кога мандаторот тогаш Груевски не успеа за 20 дена да формира влада, уставот е јасен дека рокот истекува и мандатот се враќа. Шанса тогаш добив јас, како лидер на коалицијата второ рангирана, со 2 пратеници помалку од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, јас успеав да формирам влада. Разликата е во тоа што сега јас ќе успеам да формирам влада. Повели. Мандатаре, бидејќи вашиот план за следните 4 години кој го представивте овде е доста амбициозен, сакам да ве прашам дали се размислува за едно постабилно парламентарно мнозинство, бидејќи според актуелните математики вие сте во преговорите со ДУИ и со ДП на самиот рап на тоа надполовично мнозинство, па дали е, да кажам, и известна тие преговори за една поширока коалиција, односно и Алијансата за албанците алтернатива да влезат во новата влада? За да биде за вас појасно и за граѓаните, во 2017 година со 49 мандати со ДУИ влеговме во коалиција, стана 59 и 3 мандати дополнително кои што ги обезбедивме тогаш беше од Алијансата за албанците,
со господинот Цела беа 62. Успеавме да донесеме сериозни големи одлуки. Многу често и двотретински одлуки со се. За мене стабилноста е во политиката, во разговорите, во трпението да се отстапува и разбере опозицијата. Стабилноста е гарантирана беше и од 49 пратеници, па еве успеавме да ги донесеме сите големи одлуки кои што беа отворени пред државата. Верувам дека само бројка повеќе на пратеници е уште поголема стабилност. Тоа им е јасно на сите граѓани кои што се упатени во политиката во Северна Македонија. Но јас сум убеден дека стабилноста пред се зависи од нас политичарите, од нашата одговорност, нашата транспарентност, нашата подготвеност да ја вградиме опозицијата во самите процеси, да споделиме одговорност заедничка, да имаме разбирање за нив, сето тоа е гаранција за стабилност. А таа е толку неопходна за предвидливоста на секое домакинство, на секој граѓанин, на секоја фирма, на стопанските комори, на економијата во државата. А верувајте, овој 4-годишен период е неповторлив за нашата земја. Никој пат порано не сме биле, ни пак ќе бидеме, така пресно членка на НАТО, со сите пријатели позади нас, со почеток на преговори кои што за сите земји бил, така го нареков и порано, медениот месец за земјата, заради тоа што ги имаме сите ресурси, сите фокуси на Европската Унија, подготвености према нас, се отвараат европските фондови, се дига економскиот стандард, како што ми објаснуваше премиерот Бабиш и премиерот на Полска, како земји од Источна Европа кои што станале членка на Европската Унија, буквално пред очи гледате како ви се трансформира земјата на подобро, се европеизира. Треба да бидеме неодговорни тоа да не го искористиме. Затоа е важна стабилноста на владата и верувам дека ќе успееме да создадеме стабилна влада, но и стабилен политички амбиент во државата. Затоа зборувам за 4 годишен мандат, да се знае, да биде кажено која е желбата да на Заев. И партнерите со кои што разговараме исто има таква желба и тоа е важен предуслов за гаранција за таквата стабилност во следните 4 години. Лука Андреев, канал П телевизија. Господин Заев, единствено вашиот коалицијски партнер Билал Касами категорично го одби поканата на Али Ахмети, лидерот на ДУИ за средба, но истата е прифатија Зијадин Села и Африм Гашене денеска, но можеби наредни веденови, таму ќе им биде презентирана идејата сите заеднички да застанат зад барањето за премиер Албанец. Стравувате ли дека ќе најдат заеднички јазик и дека заеднички ќе им биде ова нивно барање на сите албански парламентарни партии? Денеска беше закажана таа средба, право е на секој да одлучи како мисли. Мене ми е драго кога го видов дневниот ред. Во дневниот ред нема таква работа. И навистина тоа испраќа малку поодговорна порака од таа што и јас имав како перцепција, веројатно и повеќе од граѓаните. Гледам и вие како го поставувате прашањето. Таму се разговара да се направи рекапитулар на тракалезната маса од последното одржување до сега. Се разговара за теми кои што се важни за државата, не знам, тако беше некој дневниот ред, не препознав точка која што беше објавена вчера од оние што каната тоа се дуи, дека има такво прашање. На крајот на денот, ништо ако е изнасилено не носи одржливост и резултат. Никој не е должен да биде уценуван, присилуван или слично. Мене ми е драго што и така течат разговорите. Не е низ уцена и присила, туку со взаемно разбирање и аргументација за ставовите и политиките на сите што разговараат. Заради тоа што горчината која доживеат граѓаните дека некој е подуценен, дали е тоа Ахмети, Заев, Мицковски, Зијадин Села, Африм Гаши, Билал Касами или било кој, горчината остана. И тоа остава трага. Тоа не смееме да го дозволиме. Тука е проблемот. Уцени не смее да има на никој, тука аргументи, ставови, програми, кадри, определби и тука да ги најдеме самите решени.